треба да се измисли статус на Skype. Место sleep да пиши I'm shopping. Тоа е едно од ретките нешта што го поседуваат секоја жена. Не се ни трудат да бидат добри во шопинг. Тоа им е во крвта. Тоа е кој кулине што имаат способност да намирисат крв на 5 километри в море. Тие не се трудат, тоа им е инстинкт. Така и жениве. Природен инстинкт за шопинг. Да пуштиш девојка да купи цигари, мастики и прашак за пециво в продавница, ќе ја немат сад време. Шубе ќе те фати. Ќе си речиш, што се стори момичево? И кога ќе се врати дури изморена, што било да ја пуштиш да купи, ќе се убиет во одбирање, во пробвење, во барање нешто поевтино. И не е тука проблемот што ќе излезит во шопинг да барат нешто поевтино за да заштедит пари. Не! Туку барат поевтино за да си купит појќе работи за сите пари. И кога се вратит ќе ти речит: Леле, знаеш колку заштедив? Купи фармерки, сукниче, болеро и 3 долара хулахопки. И плюс. 2 стегачи гратис ми дадоја. Едноставно ко да се губат во шопинг. Ти не знаеш колку е тешко и напорно. Ама не ве терат некој со сила? Не терат, ама што да прам, морам да изгледам убо. Да, мораш. Ама не мораш да потрошиш 27% од твојов живот на одбирање облека. Кој ќе одит машко во шопинг, освен ако не е хипстер, геј или пазарен инспектор, потрошвит многу малце време во продавницата. И имат една единствена филозофија. Влегвам, ги гледам првите пантоли што ме бендисват, ги земам и со кусурот ојме на пиво. Кој ќе оди жена да купи пантоли, таја не оди да купи пантоли, таја оди да го промени изгледот на цела планета. И недела дена се вртит по истите продавници и паника последните неколку дена, затоа што попустот ќе завршит, А таа нема ништо одбрано. и во депресија паѓање. Затоа што немаше број од сукничето што се погоди во дизајн и боја со препонепреубајте хеланчиња. Да не се сватиме погрешно, ова не е кампања за да се одземе единственото нешто што ги релаксира жените до крај. Само пример велиме, уживет енормно во шопинг. И секогаш после шопингот се организират специјално излегвење со другарките. Нормално откоси се искарала со мајка ти затоа што немате исти вкус. И за тоа што си мислеше дека најубаво ти стоит, ти рече дека те прави дебела. И дека изгледаш 3 години постаро. После тоа оиш и им покажвиш на другарките што све си купила. И колку беше тешко уствари да се најцето тоа. И погодете шо, многу ефтино ги начека и на распродажба работите. И покрај тоа начека уште 5 работи што не планираш да ги купиш. Ама ти се бендисаја. И се така до следниот викенд допред да излегвиш. Го отвараш плакарот и викаш: Леле, немам што да облечам. И во право си. Од цела недела шопинг купи само едни пантоли, 5 работи кои не планираш да ги купиш и затоа на ништо не ти одговарат. И плюс ти дадоја 2 стегачи гратис за косата. Затоа, ајд пак на шопинг.